Градоначалникот Горан Герасимовски информира дека општина Центар објавува јавен повик за финансиска поддршка за проектот Прослава на животот на Горан Стефановски, кој ќе се реализира на 27 април 2025 година, во чест на роденденот на еден од најголемите македонски драматурзи. Горан Стефановски е еден од нашите најголеми културни творци. Имаме обврска да го зачуваме неговото наследство, особено за помладите генерации. Овој проект е многу важен за општина Центар и за македонската култура. Бидејќи преку организацијата на настанот Горан е тука, покажуваме дека луѓето кои оставиле голем белег имаат само датум на раѓање и во една друга уметничка форма се секогаш присутни во нашето општество. Роденденот на Горан Стефановски на 27 април се одбележува од 2019 година. Па така и овој април посветуваме внимание на легендата која потекнува токму од нашата општина, од срцето на Дебар Мало, порача Герасимовски. Проектите, поддржани со овој јавен повик, ќе бидат составен дел од годишната програма за култура на општина Центар за 2025 година. Согласно тоа, вкупниот износ на финансиската поддршка за проектот изнесува 300.000 динари. Право на учество имаат сите здруженија, организации и правни субјекти кои действуваат во областа на културата најмалку една година и се регистрирани со седиште на територија на општина Центар. Сите заинтересирани може да ги поднесат своите пријави и документација преку пошта или лично во архивата на општина Центар во Скопје. Во пресрет на големиот христијански празник Великден, општина Илинден и оваа година ја организира големата хуманитарна акција Подај рака хумана општина Илинден за донација на храна и хигиенски средства. Целта на оваа голема хуманитарна акција, како што велат од општината, е да им се помогне на ранливите категории на граѓани од Илинден, великденските празници да ги прослават достојно како и останатите граѓани. Христовото воскресение е празнување на вечниот живот и вечната радост, па за овој празник да внесеме надеж во домовите на луѓето, на кои единствено надежта и вербата им останале, истакнуваат од таму. Општина Илинден ги поканува сите општествено одговорни компании да земат учество во хуманитарната акција, со цел сите заедно да придонесеме за подигнување на свеста за потребната меѓусебна поддршка и помош на ранливите групи. Сите заинтересирани општествено одговорни компании кои сакаат да се приклучат во акцијата можат да се обратат директно во општина Илинден или на телефонскиот број 02 2571 703 или 02 2571 704. Од досегашната контрола на стамбените објекти во општина Карпош, утврдено е дека само една од 800 згради во општината ги исполнува сите законски прописи за безбедност, соопшти денеска градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски. По проверките на стамбените објекти, рестораните, кафулињата, диско-клубовите, ноќните клубови, одзивот беше многу голем. Досега се отповикале 330 влезови од згради. Инаку општина Карпош има 820 згради и 1500 влезови. До сега одговориле 330, уште 250 се јавиле на нашите телефони за дополнителни инструкции. Од онаа контрола што е направена од нашите инспекцијски служби, подвлече Јакимовски, само една зграда е исправна. Тоа е зградата на Дора. Има 41 противпожарен апарат. Во 18 станови има ПП апарати. Има повеќе апарати за гаснење на пожар од електрична инсталација. Само една зграда во Карпош е таква каква што треба, односно како што бара законот. За жал не можем истото да го кажеме за другите згради, вели Јакимовски. Градоначалникот соопшти дека информациите што ги добиваат службите во општината ги праќаат до дирекцијата за заштита и спасување, но оттаму нема никаков повратен одговор. Првиот човек на општината информира дека се пишани 21 казна на локали кои воопшто не отпочнале постапка за обновување на дозволата. Една казна е напишана за неисполнување на еколошките стандарди, а 2 ноќни клубови одбивале соработка со инспекторите. Што се однесува до почитување на еколошките стандарди, проверени се 110 објекти. Од тие 90 се во ред, на 18 соодветните елаборати им се во постапка на изработка. Еден е во тек на реновирање. На еден му е пишана казна затоа што претходно бил опоменуван и не постапил согласно инспекторот за екологија, додаде Јакимовски.
Како дел од програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести од 2025 година, извршена е редовна пролетна дератизација за уништување на глодари на 1073 шахти, информираат од општина Илинден. Оттаму додаваат дека во тек е спроведување на дезинфекција на јавни објекти на површина од 3300 квадратни метри, меѓу кои општинската зграда, како и домовите на култура на општина Илинден. Во насока на спречување и сузбивање на заразни болести и инфекции, општина Илинден и во наредниот период ќе продолжи со примена на сите потребни мерки за заштита на населението, се додава во нивното соопштение. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје информира дека за време на 3 дена од продолжениот викенд од 29 до 1 март, поради верскиот празник Рамазан Бајрам, јавниот превоз ќе сообраќа понеделен возен ред. Во понеделник дежурни ќе бидат билетарниците и центрите за персонализација на транспортниот центар, Зелен пазар, Автокоманда, дирекција на ЈСП Скопје и Ѓорче Петров. Од предпријатието информираат дека жичницата во сабота и недела ќе работи вообичаено од 10 до 17 часот, а во понеделник на Рамазан Бајрам вообичаено како и секој понеделник нема да работи. Жичницата од вторник ќе работи 1 час повеќе, односно од 10 до 18 часот. Согласно со одлуката за возен ред во месец април, од 17 до 17 часот и 30 минути е последното возење од долу кон врвот. Подсетуваме дека секој понеделник и секој последен вторник во месецот за жичницата се неработни денови, информираат од ЈСП Скопје.